Најдобрите 3 зелени идеи во Македонија за 2017 година беа избрани на конкурсот Филантропија преку зелени идеи, организиран од Сдруженијето за социјални иновации Арно. Од Арно ни објаснија која е целта на надпреварот, како и кои се најважните критериуми за избор на најдобрите 3 иновации. Сите 37 идеи кои што пристигнаа навистина во себе ги имаат овие 3 аспекти инкорпорирано, и бизнис, и социјалниот, и зелен аспект, и покажуваат голем потенцијал за развој на зелената економија во Македонија. Се беше предизвик од 37 да се изберат 12 финалисти годинава и да се изберат 3 победници. Оние што нема да отидат на конкурсот, идејата ни е да ги поврземе со потенцијални спонзори, донатори, поддржувачи, соработници кои што ќе им помогнат во било каков аспект, во каква и помош да им е потребна, да реализираат својата идеја или да ја подобрат да учествуваат до година на истиот надпревар. Победници на овогодинешниот конкурс беа софтверското решение за продажба и донирање на непродадена храна по угостителски објекти Храна за сите, започнување на илузионистички бизнис за промоција на екологија и поддршка на маргинализирани лица Екоилузија и производство на супстрати за органско производство на растенија и габи Мама Органа. Бизнис идеите кои не беа победнички ќе можат да ги искористат можностите и помошта кои им ги нудат спонзорите на конкурсот. Како Свис Контакт, особено работиме во делот за органско земјоделско производство и за енергетска ефикасност во објекти. Барем 2-13 од идеите се веќе насочени, имаат активности во оваа област и ние како програма сме заинтересирани да ги водиме понатаму низ процесот, да им помагаме, да ги поврзуваме со чинителите во другите чинители во системот и да им помогнеме да ја заеднички ја разработат идејата и да добијат конкретни резултати и активности. Еден од партнерите кои помогнаа за реализација на овогодинешниот конкурс е Европската банка за обнова и развој. Ние во Европска банка за обнова и развој долги години работиме на развој на приватен сектор во нашата земја. Социјалното претприемништво е една област на која што започнавме да работиме од неодамна. Видовме голема енергија, голем ентузијазам кај сите учесници во надпреварот и да потенцирам дека тоа е тоа што треба за да се развие едно социјално предпријатие и да профитира од идејата која што оснивачот на тоа предпријатие ја има. Тројцата победници на националниот надпревар добиваат вредносен ваучер за консултантски услуги од Асоцијацијата за менеджмент и консалтинг МКА 2000, која е спонзор на надпреварот. Нашата дејност е да им помогнеме на фирмите, на менаџерите да си ги обават своите функции. Тука се нашите искусни консултанти кои што се сертифицирани консултанти од страна на глобална мрежа на менеджмент консултанти и они ќе им помогнат да им ги предучат сите оние препреки што им се најдат на патот, да им помогнат да видат дали е нивната идеја профитабилна, начинот како да го извират бизнис моделот, како што можат најдобро да работат. Сите оние работи од страна на менеджментот, како таа идеја на вистина да се претвори во еден добар бизнис. Трите победнички зелени бизнис идеи на крајот од месецот заминуваат во Црна Гора, каде на регионално ниво ќе се борат за освојување на парична награда од $10,000.